Благодарејќи на ЦЕ имаме можност и да организираме голема арбитражна конференција во Република Македонија, каде што за прв пат имаме сериозни странски представници покрај балканските професори и учесници во арбитражата. Имаме представници од Англија, имаме представници од компании кои што сериозно застапуваат арбитражата во светот и ми е огромно задоволство што нашите компании, а воедно и нашите адвокати имаат можност да учествуваат на ваква конвенција. Имаме голем број на панели кои се исклучително корисни и се за промоција на арбитражата и арбитражното судење не само во Република Македонија, туку и во светот, за сите новини што се случуваат во арбитражата и се што е како едноставна добивка, се што компаниите може да добијат при арбитража и учество на арбитража, или како што се вели да го ја вратат довербата во правосудниот систем во Република Македонија и да учествуваат во сите стопански спорови тука во арбитражата при Стопанската комора на Република Македонија. Благодарение на ръководството на Арбитражниот суд при Стопанската комора на Република Македонија, но и Централна европската иницијатива, денеска имаме една ретка прилика да добиеме арбитражна конференција од врвен вид во нашиот главен град, во нашата држава, при што имаме бројни гости од земјата, но и од странство. И предмет на дискусија се најактуелните теми од меѓународното арбитражно решавање на споровите. Деновиве сме сведоци на една инвестицијска арбитража против Република Македонија. Некои од прашањата што ќе се отворат таму ќе бидат актуализирани во расправата овде, бидејќи главните концепти околу меѓународното арбитражно решавање на споровите всушност се предмет на оваа конференција. Покрај тоа ќе имаме можност и да се запознаеме со најновите развои од примената на многу битен меѓународен инструмент, тоа е Њујоршката конвенција за признавање и извршување на арбитражните одлуки. И поглавно сите презентации и сите излагања ќе бидат резултат на арбитражната пракса, што е од корист за адвокатската заедница, но и пошироката правна заедница во Република Македонија, а не академска расправа на определена тема. Кога станува збор за заштита на правата на странките во постапките, посебно на заштита на правата во бизнис заедницата, се поставуваат прашањата на кој начин може да се обезбеди најадекватна заштита. Токму нашата улога како членови на председателството на постојниот арбитражен суд при Стопанската комора е да ги доближиме придобивките на арбитражното решавање на споровите до бизнис заедницата и до јавноста на Република Македонија. Во оваа прилика би сакала да истакнам неколку прашања кои што навистина ја поставуваат и даваат првенство на арбитражата како начин на решавање на споровите, а тоа е доверливоста, брзината на постапувањето, бидејќи споровите се решаваат во пократок временски период отколку пред судските органи. Потоа времето во кое што имаат обврска странките да постапуваат во однос на поднесоците и како најзначајно, иако има и многу други придобивки, како најзначајно би го истакнала и прашањето на првостепено одлучување, што значи дека овие постапки траат се водат во еден степен и странките не можат да извлекуваат, да изјавуваат правни лекови. Тоа значи дека овие одлуки се преносилни и источни и доколку во краток период што им е дозволено на странките не ги исполнат обврските, имаат право да барат извршување на овие одлуки. Улогата на оваа денешна конференција е на македонската јавност и повторно ќе кажем и на бизнис заедницата со еминентни представници од странство да се укаже на придобивките во арбитражното решавање на споровите, но и сето тоа што е актуелно во меѓународните арбитражи со цел македонската јавност да биде запознаена и да добие увид за сето она што представува искуство и тренд за да може соодветно на тоа да ги заштитат и своите интереси во овие постапки во кои што имаат.